Без исполнување на цензусот од 40% излезност на запишаните избирачи во првиот круг, претседателските избори ќе пропаднат. На гласачкото ливче нема да стои новото име на државата, туку само имењата на кандидатите и знамето. А какво решение на ново избраниот претседател ќе му издаде Дик ќе остане енигма барем уште некое време. Председателот на Државната изборна комисија Оливер Дерковски во интервју за локален медиум вели дека подготовките за престојниот избор привршуваат и потенцира дека бројните пропусти и скандали кои се случија на референдумот овој пат нема да се повторат. Дик работи транспарентно, почитувајќи го уставот и законите. Сите сме свесни за нашата одговорност и важност на овие избори. За мене сум сигурен и се надевам дека и другите членови на Државната изборна комисија се свесни за предизвикот и за нивната одговорност, односно нема да дозволат никакви влијанија во носењето на нивните одлуки. Дерковски објаснува дека иако претседателот најчесто се добива дури по второто гласање, масовноста во првиот круг е основен критериум. Доколку на првото гласање излезноста е под уставните 40%, тогаш се распишуваат нови избори кои ќе треба да се одржат за 40 дена. Од друга страна не дава конкретен одговор дали на идниот шеф на државата ќе му биде издадено решение за избор на претседател на Република Македонија, како што стоеше при распишувањето на изборите, или на Република Северна Македонија. Само порачува дека Државната изборна комисија ќе постапува согласно уставот и позитивните законски прописи. На гласачкото ливче воопшто нема да стои името на државата, туку само имењата на кандидатите, редните броеви и знамето, како што било и во сите претходни случаи.